Да, спортувањето е најсигурниот пат до здрав живот и тоа се стекнува како навика уште од мали носе. Но често знаеме да се правдаме, посебно повозрасните и родителите, дека модерното време и модерниот начин на живење го намалува слободното време кое можеме да си го посветиме на себе си. Спротивставени страни имаме денеска. Јас сум на онаа страна дека живееме навистина многу брзо, дека секојдневието не носи многу голем стрес, многу седење кое што секако се одразува и на психолошкото, но и на физичкото здравје. Одлучивме денеска да прашаме професионалци колку е важна секојдневната физичка активност, каква физичка активност ни е неопходна и колку физикалната терапија е важен сегмент во обезбедувањето на добро физичко здравје. И секогаш кога ги водиме овие разговори ми тикнува секогаш на моите колеги кога ќе седнеме апропо седењево и колку време ни одземаат секојдневните обврски со првиот миг во седнувањето во студио со Кристина исправи се, но тоа никако да се коригира низ годиниве. Ајде ќе се го отслушам разговорот, Фина. Добро утро велиме за нашиот соговорник Томислав Трајковски, физиотерапевт. Добре ни дојдовте. Добро ден, најдов. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Јас те слушав внимателно во најавата, но спондилозата не ја спомена така. Ако зборуваме за слободно време, седење и слично, бидејќи нели имаме спротивставени мислења. Да, оној кој што е физички активен и оној кој што го обзема секојдневниот стрес и седењата. Добро. Сега ќе видиме што е правилното. Добро. Децата ги учиме на животни навики, меѓу кои и спортувањето, но што е, Томислав, со нас возрастните? Какви се здравствени проблеми имаат граѓаните, на што најмногу се жалат од искуството досега твое? Така да, живееме во време каде што ги учиме децата да спортуваат и да живеат активно, што е одлично. Сега кај возрастните друга тематика каде што знаете работата, животот, седењето во автомобил, седењето дома пред телевизор, почнуваат болките во грбот, во вратот, во половината и така натаму. Да, се вели дека најмногу тоа се доаѓа од седењето. Многу луѓе не веруваат додека не им чукна на своја врата. Секако да, но и многу физичка активност, претерана физичка активност. Многу често знаеме да кажеме на крајот на денот кога ќе се прибереме дома, сега ова совршен момент за добра масажа и сега кога станува збор за масажата, многу често помеѓу народот се смета дека станува збор за луксузен третман, што апсолутно не се согласувам дека е така, но дека не е неопходна во секојдневието, не е неопходна. Зошто? Масажата е најстар древен метод што е докажан. Секако таа не е луксуз. Таа е терапевтска услуга, каде што ги превенира понатамошните диагнози, болки, за да се олесни животот. Бенефитите, велат, се чувствуваат на долг рок од редовно практикување на масаж. Не мора да имаме само проблем за да се обратиме за масаж. Колку често се препорачува да се почести телото со масажа? Ова го прашувам нели доколку немаме некој здравствен проблем и ако така размислуваме кои се бенефитите за здравието на подолг рок. Да, секој треба да има свој личен физиотерапевт, да ги посетува масажите. Ја имаме ние таа култура во Македонија или ја имаме. Луѓето се свесни, знаат дека што е добра физиотерапија, што е добра масажа. Благодарение секако и на интернетот може да се информираат. Да, може да се информираат. Не е само за луѓе што не се активни масажот, и за луѓе што се исто активни, премногу што вежбаат, за да дојде до да се направи подобар опоравок на телото. И вела дека подобра дефиниција на телото и на мускулот се добива после редовните масажи за луѓе што тренираат. Да. Буквално е како еден тренинг. После на масаж се чувствувате како да сте направиле еден тренинг. И колку е тоа важно да го прават лиценцирани професионалци. Ние многу често знаеме и во домашни услови да им кажеме на партнерите, на домашните, ај малку Фатиме, укучена сум, помогни ми. Меѓутоа многу често следниот ден веќе знаеме да ги почувствуваме здравствените последици од таа домашна масажа. Многу важно прашање. Треба да биде лиценциран физиотерапевтот, масерот, за да не дојде до поголеми влошувања. Некој да не се притисне нерв, да не се воспали спазмот, да не дојде до поголеми болки после масажата да се осети. Значи мора да се има амнеза целосна на пациентот. Значи да ја направи за да знае како да постапува.
Ако зборуваме за оние релаксирачки масажи кои што се преферираат, колку често се препорачува тоа да се прави еднаш неделно, еднаш во месецот? И колку исто тоа да трае? Да. Која е Една вашата масажа, препорака? една масажа трае до од 60 до 70 минути. Тоа е најидеалното. Најидеалното цело време, да, тело. за цело тело. Индивидуално, ако има некој проблем само на одредена регија, да речеме грбот, исто е да се фокусира тој временски рок. А ако се прави значи без да имаме некој здравствен проблем, која е вашата препорака? Колку често тоа треба да го правиме? Еднаш во месецот, два пати? Еднаш до два пати месечно. Тоа е доволно. Да, веќе ако станува збор за релаксација. И сега кога станува збор за релаксација, козметичките салони да речеме или одредени ординации, физиотерапевти, кога сме кај лиценцираните, кога сме кај оние кои што треба да го прават тоа. Ние секаде патеме на социјалните мрежи можеме да видиме дека тоа го прават одредени луѓе во домашни услови, тоа го прават козметичките салони, тоа го прават и физиотерапевтите. Кој треба да биде нашиот избор? На што да внимаваме кога одбираме? Во козметичките салони и останато, како што кажавте, тоа е више масажа за релаксација. А кај квалификуван физиотерапевт имате масажа за здравје. Ете, тоа е разликата, за тоа Тоа е, да. мислевме, да. Доаѓа пролет, поголем дел од граѓаните се активираат и оние кои што биле во зимски сон, гледаме дека кеот во Скопје пред се е полн од луѓе кои што се нешто спортуваат. Меѓутоа, често и се изложени на повреди, посебно ако тоа се прави аматерски. Што е клучно да знаеме пред да одбереме физиотерапевт, ако зборуваме за повредите, кои што ги имаме најмногу сега и во овој период, пролетниот период, од вежбање, од трчање, виткање на нога, рака? Да, луѓето почнуваат со некоја активност, ќе почнат нагло и што значи да си направат еден план, да не почнуваат нагло вежбање, значи да идат постепено, за да не дојде до настанување на млечна киселина, воспаленија, дури од некои луѓе се откажуваат, ќе се поспалат, ќе речат леле не можам да вежбам, ова не е за мене, да. Зашто подобро е со план секако. Значи телото не може све одеднашка. Така исто и со масажата, значи треба постепено да се оди. Бидејќи само чисто да додадам како потпрашање, бидејќи сигурно и масажата има своји негативни страни. Ако се практикува можеби многу почесто, ако се прави тоа непрофесионално, може уште повеќе да не искомплицира повредата. Да, секако, да. Така. Што били вашите искуства низ годиниве? Почесто работите со професионални спортисти и нивните повреди или пак можеби со аматерите кои што излегуваат еве во овој период од годината па сакаат да направат фит тело до лето? Да, работиме и со професионални спортисти, работиме и со луѓе што така се свестија да се најдат квалификуван физиотерапевт. И многу сум среќен што се и луѓето ги едуцираме, што ги упативме во една насока да го чуваат здравјето, што е најбитно, зашто без добро здравје немаме квалитетен живот. Така. Но тука е важна и дисциплината, предпоставувам, на самите пациенти. Дисциплината е најбитна. Ако нема дисциплина, има само минимални резултати. Дисциплината е најбитна зашто знаете како 50% е од страна на физиотерапевтите, 50% е од страна на лицето. На лицето успехот е земнички. Така. Бидејќи кога ќе се спомене масажа и физикална терапија, масажата е асоцирана на тоа дека треба секој да ја практикува, но кога ќе кажеме физикална терапија, некако веднаш тоа не асоцира, мора да имам повреда за да одам на физикална терапија. Тоа не е така. Да, не е така, да. Малце е различно. Да, луѓето се бунат, но секако ние сме тука за да ги упатиме, да. Што е разликата во кратки црти? Значи физикална терапија не мора да имаме само кога имаме повреда. Тоа може да го практикуваме исто. Да, физикалната терапија, значи она вклучува масажа, кинезитерапија, релаксирачка масажа, спортска масажа, медицинска масажа. Јасно, зависи од потребите. Многу често, да. Повели, јас мислев ќе одиме со линкот. Па тоа сакав јас да го најавам, бидејќи колка ни Симона не очекуваат. Токму така, да. Многу често на спортистите им треба поддршка од физикалните терапевти и тие се тие кои што се постојано надвор на терен, одржувајќи ја формата. Симона е со својот соговорник на терен повторно, доколку некаде ве води патот на Кеј, не може да не го сретнете Кокан, тоа е постојано од утро до вечер, токму таму трча. Меѓутоа, и
Во однос на трчањето треба да се внимава, бидејќи на прва делува дека сите можеме и сите знаеме како се трча. А за жал така настануваат и најголемите повреди. Симона, добро утро за тебе и за Кокан. На кейс, тоа секако. предпоставувавме дека е така, но на кој дел од кејот ќе ни кажеш и повели ве слушаме. И гледам. Благодарам, колеги, за најавата. Токму така ние се наоѓаме на Кеј токму за оваа тема, затоа што мојот соговорник Кокан Јановски веќе го завршил првото утринско трчање за денеска. Спомнавте и вие, тоа за него е начин на живот, секојдневие и нешто без кое што не може да функционира. Ви благодарам прво што прифативте поканата и што успеавте и покрај првите утрински рутини да дојдете и да видите дел од Македонија наутро. Добро утро, секогаш ми е задоволство и чест. Драго ми е да бидам дел од вашата емисија. Поздрав за сите утринци и дефинитивно нема нешто поубаво кога денот ќе ви започне со физичка активност. Спомнавте дека веќе се подготвувате и за она што идно ви следува. Всушност нема период кога немате некакви подготовки, па еве кога станува збор за професионалното трчање и предизвиците кои што ги имате на секојдневно ниво. Каква е подготовката за да може да истрчате маратон или проекти на кои што работите, при тоа да помине се гладко без некои несакани ефекти после тоа? Каков е процесот на подготовка и спремање пред активно трчање? Да, токму така. Еве, јас веќе 17 години како активно се надпреварувам, учествувам на трките во Македонија, од секаков вид, исто така и на државните надпревари, како дел од Атлетската федерација на Македонија, која што ги организира сите овие надпревари. Ете, низ години многу пати сум победувал на трки, сум бил шампион на Македонија, атлетски и македонски репрезентативец и дефинитивно тоа е една фокусираност, една посветеност која сака многу внимание, многу одрекување од многу различни работи. Се разбира, секогаш прво треба да видиме, да си поставиме која е нашата цел. Значи, што сакаме да оствариме, дали имаме конкретни планови, трки на кои што сакаме да го посветиме своето внимание, или едноставно сакаме да си трчаме, да си рекреираме, да си спортуваме за здрав живот, иако и ова друго се разбира за здрав живот, меѓутоа не мора да биде и толку посветено и насочено кон тоа. Така што кога ќе избереме точно дефинирана цел, треба да направиме план како да го реализираме тоа и се разбира да се ставиме во акција. Обично формата ја темпираме во два дела, ако можам така да кажам, од сезоната. Прв дел докај негде мај-јуни, да кажеме, и потоа втор дел од септември па до кај декември. Треба да видиме на кои трки сакаме да учествуваме и се разбира, за да успешно се подготвиме за една трка. Тоа не е така преку ноќ за 1-2 тренинга или 1-2 недели. Тоа е процес кој што трае минимум 3 до 4 месеци, каде што секојдневно трчаме, да кажеме, јас трчам 6 пати неделно. Некои други што тренираат и на повисоко ниво, тоа го прават и по 2 пати на ден. Меѓутоа не е и само трчањето, за да не се повредуваме, многу и важно и да вежбаме. Така што ете, јас конкретно секогаш го кажувам својот личен пример, вежбам скоро секој ден или секој ден, ако можам да кажам, со сопствено тело. И се разбира, има многу фактори. Ете, исхраната е клучен фактор, колку одмараме, одморот е важен дел, дали одиме да се масираме, дали го негуваме и на тој начин телото. И кога сите овие работи ќе ги споиме, даваат една целина и се разбира, тоа ни носи успех. Сега вака се кажано, вака изгледа професионалното занимавање со спорт, односно со трчање. Што со оние кои што можеби се почетници, претходно не биле толку наклонети кон трчањето, па сега се раѓа некоја нова навика, на што треба да се внимава кога станува збор за аматерско трчање, за луѓето кои што не го познаваат толку, како да се подготват, на што да внимаваат, на што треба да се стави особен фокус? Точно. Епа ете, сите што се аматери и почетници, слободно може да ни се придружат на нашите тренинзи во нашиот клуб Skopje City Running Club или АККА, клубот атлетски наш, каде што посебен фокус даваме токму на рекреативците и на почетниците. Најнапред ќе се запознаеме, ќе видиме во каква моментална форма е нивното тело и кои се нивните цели.
што очекуваат, што сакаат да направат и се разбира за што се подготвени да вложат и да дадат за да може да дојдеме до тој успех и до тој резултат. Се разбира, ако има некое претходно спортско минато, тука е веќе полесно, само ќе треба малку да се направат некои насоки во поглед на трчањето, меѓутоа доколку личноста не се занимавала со спорт, има да речеме прекумерна тежина, има и некои други ситуации, сепак тука ќе треба да влеземе малку попредпазливо, да започнеме буквално со пешачење, не со тренинзи секој ден, со доволно одмор, повеќе посветено и фокус на исхраната, меѓутоа ние сите како една заедница, како еден тим, кои што имаме тренинзи, да речем и секој ден во неделата, односно седмицата, даваме супер пример и мотивација за сите кои што се почетници, рекреативци да ни се приклучат и малку по малку, чекор по чекор, да си изберат некоја првична трка, да истрчаат, па потоа може апетитите ќе пораснат, па ќе сакаат да учествуваат и на други трки или пак да си го подобрат времето. Меѓутоа секогаш кажувам, главната цел дали на почетниците, дали на било кој што сака и се занимава со спортување, односно со трчање, нема поубаво нешто кога тоа ќе стане начин на живот и кога преку трчањето, односно преку физичката активност и спортот, ние стануваме и подобри личности и позитивно влијаеме во секоја сфера од општеството. Споменавте и на самиот почеток, сега само на кратко во однос на спортските повреди, нешто што за жал не може некогаш и да се избегне, како да се спречат доколку има начин да се направи тоа? Да, ете, најдобро и најпаметно е да се консултираат со стручно лице, со човек што го прави тоа. Се разбира, моето долгогодишно искуство во спортот им го гарантира тоа, им гарантира успех. Сега, многу е важно кога луѓето ќе дојдат на тренинг и да го почитуваат и да го слушаат тренерот, да не тераат по свое, затоа што имаме многу такви случаи каде што тие ќе дојдат, меѓутоа она што го зборуваме на тренинзите не се случува и во практиката, така што треба да бидат учливи пред се и да внимаваат, да знаат дека, да речеме, тој вишок на килограми што се случил, таа лоша форма во која што се наоѓаат моментално можеби, не се случило преку ноќ, тоа е наталожен процес, да кажеме погрешни навики во одреден временски интервал, некоја што се месеци, некоја што се години, треба да бидат трпеливи, малку по малку да се вклучат во целиот овој процес на трчањето и така чекор по чекор да ги воведуваме. За да нема повреди, се разбира, многу е важно кога ќе се дојде на тренинг правилно да се загрееме, да го поминеме тој процес, затоа што луѓето најчесто возат со автомобил, ќе излезат за тоа и немам време, многу дај брзо да трчам. Баш напротив, ако треба, ќе се скрати од периодот за трчање, за да се посвети доволно време на загревањето. Правилно и коректно да се направи главниот дел од тренингот и се разбира кога ќе се заврши со тренингот, да се убаво истегнеме. И да немаме преголеми очекувања и преголеми цели на почеток, ако сме, се разбира, аматери и почетници, тоа да го правиме постепено, чекор по чекор, со мали чекори, да стигнеме до нашата главна цел и се разбира, во целиот тој процес да имаме и доволно одмор, да одиме на масажа, да го слушаме нашето тело и на тој начин ќе имаме супер резултат. Кога благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Тоа беше разговорот со Кокан Најановски во однос на предизвиците на професионалното трчање, меѓутоа и по некој совет за оние кои што се аматери и рекреативци, на кој начин да започнат со редовни тренинзи, меѓутоа и како да го заштитат сопственото здравје во однос на спортските повреди. Благодариме за разговорот и ако дојде евентуално до повреди, да не ги игнорираат. Многу често нели се случуваат оние истегнувања, привиткувања во текот на спортската активност, па мислиме дека ќе ни помине или дома ќе го намачкаме со некоја крема, па до утре ќе бидеме како нови, а тоа неретко не поминува. Да, не поминува, да не ги игнорираат повредите и да не се опуштаат дека тоа е нешто минливо. Така. Останува да заклучиме на крај дали како нација се грижиме за сопственото здравје. Каков е вашиот впечаток од Да, се грижиме масажите за здравје. здравје, но ќе кажам дека луѓето треба да повеќе исто да си обрнат внимание, да стават на прво место да го става здравјето, да не биде обврските, работата, Стресот, да, значи така е, без квалитетен живот. Убаво ми го кажавте ова. И на мене меѓу другото. Вие исто така трчате.
Но периодов и времето меѓу другото не дозволува нешто да излегуваме на отворено. Се надевам дека сонцето ќе ни се појави од петок, сабота, па ќе можеме веќе да се активираме сите. Така е. Да. Благодариме многу за гостувањето. Ќе ве задржиме уште 2 минути, само да ги погледнеме мапите за крај, да направиме еден заеднички пресек на тоа какво време не очекува денес и да провериме каков е сообраќајот во Скопје.